ова пресконференција свикав од една причина што последни денови сме сведоци на континуиран притисок врз јавно предпријатие и неговото работење. Затоа ќе направиме една хронологија на настани, за да кумановската јавност ја дознае вистината. Значи, на ден 27.4. новото пајак возило со кое располага ЈП Куманово паркинг е зауставено од инспектор од Државен инспекторат за транспорт, каде што покрај сите документи кои му ги дадовме на увид, со кои располага едно пајак возило и сите дозволи кои ги имаме за работа на ова пајак возило, ни беше побарана лиценца за транспорт. Тие лиценци се за автобуси и за транспортни возила кои вршат превоз на луѓе и стоки и одговорно тврдам дека во Република Македонија таква лиценца ни едно пајак возило кое врши услужна дејност нема. Значи, увид на документите за сите други потребни документи не ни ги гледаше, него ни зеде документи кои ни бараше документи кои ги немаше. Немавме и ги немаме и ниедно јавно предпријатие на ниво на Република Македонија ги нема. Ни беше одземена сообраќајната дозвола на 30 дена со тоа што ние како јавно предпријатие веднаш направивме жалба до второстепена комисија и ако не ја вратат сообраќајната, ќе водиме управна постапка пред управен суд, заради тоа што верувам и одговорно тврдам дека сме во право. Разговарав со сите директори на јавни предпријатија од Македонија, ние да нема таква лиценца и таква лиценца со закон не треба да поседува ни едно пајак возило. Бидејќи ние вршиме јавна услуга на ниво на општина Куманово, каде што во сообраќајната дозвола не пишува дека сме специјално возило. След околности на 28.4. пуштивме старо пајак возило за да ги извршуваме континуирано своите работни задачи. Веднаш по излегување од депото бевме сопрени од службено лице од ПС општа надлежност, каде што според негово видување требаше да одиме на технички преглед. Во меѓувреме беа повикани кримтехника, економски криминал, стоевме 2,5-3 часа и во разговор ни беше кажано дека тоа е наредба од горе. Отидовме на технички преглед, каде што во одреден дел од прегледот возилото немаше сиеличка на регистарска табличка и параметрите на задното кочење не беа според законските прописи. Тоа се дефекти кои или аномалии кои веднаш ги исправивме, значи со штилување на задницата и со замена на сиеличка, го доведовме возилото во технички исправен ред, со тоа што добивме и од технички преглед подпис и печат и ги зедовме сообраќајната дозвола. Значи, за да биде хронологијата на настаните уште посимптоматична, вчера или завчера, веднаш во некој веб портал кој е од контролиран од страна на власта, излегува невистини за целова хронологија на настани, каде што беше кажано дека пајак возилото во Куманово нема атест за дигалка. Ние имаме атест издаден од 27. февруари 2023 година, со тоа што и налепница стои на самото пајак возило, каде што е атестирано и ги имаме сите потребни документи за вршење на оваа дејност. Мене ми е нејасно зошто се изнесуваат тие невистини и тоа е се со цел да се работата на градоначалникот на општина Куманово и на јавно предпријатие притисоци кои се контролирани од некои министерства. Значи, можам да кажам дека сите овие
дозволи кои се потребни за работењето на пајак служба и на двата пајака јавното предпријатие ги поседува. Зошто е се ова вака, ќе процени комуновската јавност, бидејќи поедини луѓе од министерствата ги злоупотребуваат функциите, ги приватизираат министерствата и мислам дека ова е уште еден атак кон јавното предпријатие, кон градоначалникот и кон сите граѓани. Со тоа што во надписот на МакТел, како се викаше, веб порталот, стоеше дека немаме дигалка, односно немаме сертификат потребен и дека граѓаните треба да тужат. Тоа е невистина, бидејќи ги дезавуират граѓаните на општина Куманово и со тоа сакаат, суспектно е дека сакаат да постигнат некоја одредена цел. Благодарам. При добивање на дозвола од СВР Куманово, во сообраќајна дозвола, кај нас стои и двете возила, било кој пајак возил во Република Македонија, треба да има сертификат. Значи, сертификатот за и атестот кој треба да го прават лиценцирани фирми, е атест кој треба да даде параметри дека дигалката е во соодветни граници и параметри за употреба за функција која ја врши. Со тоа што и на двете пајак возила имаме таков атест и сите потребни други документи за безбедност при работа, за осигурување на работниците и на патници, значи целокупна потребна документација и од страна на СВР Куманово ни се издадени документи во кои во сообраќајната стои дека тоа е специјално возило. Не знам од кои причини ни барат некоја лиценца, вие проценете сами, не знам зошто се овие атаци, бидејќи се веќе континуирано се случуваат, каде што некои наши службени лица беа во минатото задржувани по неколку часа во СВР Куманово, па потоа беа пуштани и овие напади се континуирани. Би апелирал до сите надлежни органи да престанат затоа што јавно предпријатие работи во интерес на граѓаните и ние сме услужна служба на СВР Куманово, каде што учествуваме во безбедност на сообраќајот и каде што го регулираме со помош на тоа пајак возил сообраќајот. Сите казни и сите неправилности ги детектира полиција и МВР, ние само на основа на тоа што они го регулираат сообраќајот вршиме услужна дејност. Така да сите овие невистини и сите овие лаги кои се изнесени од страна на порталот, сакам најастро да ги демантирам, затоа што еве ги документите за волја на вистината, сите овие изречени работи од мене се документирани и јавното предпријатие Куманово паркинг по судски пат со управна постапка, ако не ни одговорат, ќе мора да дојдеме до вистината за да сите овие работи ги демонтираме и да ја вистината на граѓаните на општина Куманово кажеме. Две прашања. Први, да потврдим, не постои законска обврска да имате лиценца за носење на товар. Значи не имате обврска ниту вие, ниту било кое јавно предпријатие во Македонија да поседувате таков документ. Второто прашање, возилото што е најдено дека е технички неисправно, кога е регистрирано? Возилото, прво, за првото прашање да ви одговорам, значи, не е јавно предпријатие Куманово паркинг. Ниедно јавно предпријатие каде што сите потребни документи при регистрација на тоа возило е удрено од печатот ЦВР во дадена општина дека се води како специјално возило. Не е транспортно, не е автобус, не е возило за пренос на патници и стоки. Ние сме специјално возило каде што според тоа што го прашавте, сите возила кои се од јавен интерес се регистрирани како специјални возила. Ако би требало да има лиценца, бидејќи во закон не постои таква обврска, сите јавни предпријатија у Македонија, водовод, чистота у Куманово, паркинг, газ, сите би требале да имаат таква лиценца. И разговарав со сите директори и со сите надлежни институции, ниедно возило во Македонија нема таква лиценца. И нема во закон одредба
каде што ние како јавно предпријатие би требале да имаме таква лиценца. Ова потврдува дека тоа е некој личен атак, политички атак или било каков атак, односно тоа е веќе се злоупотребува службена должност на инспекторот. И второ прашање ви беше во врска со Кога е регистрирано возилото што е најдено за технички неисправност? на 22.3. Мислам дека 7. Да, возилото една година трае регистрирано. Да, така. Не може да поминеме технички преглед ако не било технички исправно. Со тоа што мислам дека со ова се дезавуира вистината, се злоупотребуваат функции, односно и министерствата и луѓето кои работат, се прави притисок и сакат да направат една слика каде што сознани од тоа Мактел дека хаос во Куманово, него градоначалникот е виновен за сообраќајниот хаос, мислам дека се тоа невистини и сакам остро да ги демонтирам. ПАЕК служба ќе има. Ви реков дека сообраќајната дозвола е вратена, значи возилото е поминато на технички преглед и од првиот работен ден после празниците ќе биде пуштен во употреба. За старото ПАЕК возило, а за новото ПАЕК возило по законските одредби ние како јавно предпријатие веќе уложивме жалба на записник и на одземената сообраќајна дозвола и во рок од 8 дена треба да ни одговори второстепена комисија која е надлежна за вакви случаи. После одговор, дали ќе биде позитивен или негативен, ние како јавно предпријатие, за да ја вистината видат граѓаните на Република Македонија и на општина Куманово, ќе одиме во управна постапка каде што сите овие работи кои ви ги кажав ќе ги водиме по судски пат. Ако сме приморени, ако ја признаат грешката, тогаш сообраќајната дозвола треба да ни ја вратат и ние ќе функционираме, бидејќи тоа ново ПАЕК возило ги поседува сите потребни документи, дозволи, опрема и така натаму. Значи, ова ќе биде работа на институции каде што ќе чекаме одговор за да после ние како јавно предпријатие ги преземе сите правни дејности кои ни се дадени со законска можност.